Добре дојдовте во Fairplay. Чест и задоволство ми е да ве поздравам и се надевам дека во наредните минути ќе уживате во нашата денешна тема која што можеби е малку поинаква и невообичаена. Денеска нема да бидеме фокусирани на спортистите и начинот на кој што тие секојдневно работат до исполнување на нивните цели и блескави кариери, туку денеска ќе се обидеме да дознаеме како име на оние кои што треба да се стават во улога на спортист, а ние тоа да го гледаме на филмското платно. Овие денови во Скопје се случи премиерата на филмот Предизвик, каде главната улога ја толкува балканската актерска звезда Милош Биковиќ. Ние имавме прилика да поразговараме со него, заради тоа што една од најзначајните улоги која што беше пресвртница во неговиот живот беше улогата на фудбалер во добро познатиот филм и серија Монтевидео. Предизвик е насловот на рускиот филм кој поместува граници во светот на кинематографијата и испишува историја како прв филм во кој дел од сцените се снимени во космосот. Олег. Погламурозната премиера во Москва и Србија. На 11 мај филмот беше промовиран и во Скопје, каде присуствуваше актерот кој ја толкува главната машка улога Милош Биковиќ. Во регионот најпознат по улогата на Мараш во Јужни ветар. Последно, космонаут и хирург, кој за потребите на филмот Предизвик снимаше сцени во бестежинска состојба. А некогаш, популарниот фудбалер Тирке во Монтевидео, улога која тешко ја доби, уште потешко ја подготви, но вредеше ако се земе предвид дека истата го лансираше меѓу звездите. Тирки има мало љубавних проблема, ал кад буде требало биќе онај прави. Добар. Nije dobar. Ovo pročera kroz noge. Da. Најбољ. Премиерата на филмот Предизвик или Изазов е причина што конечно сте во Скопје, така што добре дојдовте пред се. Што беше за вас лично најголем предизвик во овој филм? Да играте на руски јазик, кој ако го владеете, сепак не е ваш мајчин јазик, да играте космонаут кој се подготвува за Вселена или да играте хирург? Све то заедно je zahtevalo mnogo koncentracije. I ruski jezik, i hirurgija, i astronautika, i gluma, i sve to u bestežinskom stanju. Tako da, zaista ovaj film je ponudio dosta izazova i svi su oni morali nekako da se prevaziđu, ali ja se nisam osjećao kao da mi je mnogo teško. Nekako sam bio koncentrisan na zadatak. Бројките велат дека иако на Балканот одамна сте веќе актерска звезда, сепак на филмското платно имате повеќе остварувања на руски јазик отколку на српски. Има посебна причина зашто е тоа така? Дали е тоа ваша желба или сплет на околности и на можности кои? Najjednostavniji odgovor bi bio da se u Rusiji godišnje snimi preko 200-300 projekata, toliko se na Balkanu ne snimi za 10 godina. Ето, тоа е едно. Математика, добро. Во Русија, тоа можев да го видам и прочитам и низ инсертите да го погледнам, премиерата на овој филм беше или била спектакуларна, може да се употреби тој збор. Меѓу другите и претседателот на државата овој филм го виде лично и имал прилика да сподели впечатоци. Имавте поголема трема кога таму прв пат публиката го виде филмот или кога допатува во Србија, па кога вашата публика во вашата татковина за прв пат виде што сработевте? Poseban je osjećaj kada dođete u svoj grad ili u svoju zemlju i vašoj publici predstavljate film koji je ruski. Zato što postoji prvo i barijera u jeziku, pa postoji nekako barijera u
kulturno-društvenom kontekstu i onda ne znate kako će publika da reaguje. Da li će film da probije tu barijeru ili neće. I zato mi je veća strepnja kada publika iz Srbije gleda ruski film. A najveća mi je strepnja kada publika iz Rusije gleda srpski film ili srpsku seriju. Ја споменавте она безтежинска состојба. Имате искуство со реномирани српски режисери, каде често пати знае да има многу дублови, многу повторувања, познати се по тоа. Како тоа изгледаше во овој филм, затоа што пред се е скапо и чини многу да вие си го дозволите тој луксус по не знам колку стотина пати да повторувате една иста сцена. Дали во тој поглед бевте многу ограничени и да морате да имате концентрација тоа да биде од 1, 2 или 3 пати odigрано како треба? U ovom filmu? Во овој филм? U ovom filmu ne, zato što reditelj ovoga filma voli da ima mnogo dublova i tačno zna šta želi da dobije. I onda smo tačno to što smo želeli da dobijemo i mogli da dobijemo. Ako treba, nekada smo radili, sećam se, jednu scenu smo imali 42 dubla. Ali to je kada imate životinju u kadru. Ne mislim na sebe. Ona sa psom. Ima scena sa psom. Kada pas treba da izvede zadatak, oni neće uvek, ne želi uvek da izvede zadatak i onda se mnogo puta ponavlja. Има една убава и емотивна сцена кон крајот на филмот и реплика. Морав ли да отидам до космосот за конечно да дознам дека во случајот ме сакаш? Дали вие лично често во животот сте имале такви ситуации да си речете па добро, мораше ли до космос да отидам за ова да ми се исполни случај или да дознам нешто или така натаму? Pa čovek često ide u visine ili ide negde daleko da bi došao do sebe. I mislim da je to slučaj i u ovom filmu i nekako mislim da je ova priča, ovaj film ima, osim toga što je vizualno spektakularan, osim toga što je način na koji sniman naučno fantastičan, on je i topao i ima jednu lepu poruku. Ќе ми дозволите да направам една паралела и неколку теми поврзани со спортот да ве прашам. Може би се ова што сега ви се случува, може би, немало и да биде ако не беше Монтевидео. И таа улога која ве вивна во звездите, а која не така лесно ја добивте, нели? Може да не потсетите како тоа беше кога ќе дојде режисер и кога ќе ви каже ти не си баш така добар фудбалер, треба да вежбаш. Да. Да. Беше ли тоа тешко? Прво, дали ви беше тешко да слушнете од другата страна, дека некој искусен ви вели мора сериозно да вежбаш за да ова улога биде како треба? Nije to teško, to je istina. Mislim, ja sam prema sebi u tom smislu bio realan i generalno se trudim da prema sebi budem strog. Jer kad sam strog prema sebi, onda su moje performanse bolje. Da. I nekada sam možda i stroži nego što bi trebalo, ali sam zato dajem bolje rezultate nego što bih mogao. I zato mi nije teško. Ако сега и кога сега ќе погледнете како ја одигравте таа улога во Монтевидео, знае да ви биде тешко или чудно или да сте престрог дека тоа можело да биде подобро или ви се допаѓа како го одработивте тоа тогаш? Nije ni važno da li mi se dopada ili mi se ne dopada, da li sam zadovoljan ili ne. Ja sam u tom trenutku uradio najbolje što sam mogao. Tako da nisam, i da sam zadovoljan i da nisam zadovoljan, to je nebitno. Србија објективно има во моментов многу успешни спортисти. Значи, врвни светски спортисти, имате привилегија во денешно време да следите нивната кариера. Ако имате некогаш прилика да бирате кој спортист би сакале да го одиграте, српски, кој би бил тоа? Sada da igram Сега спортиста. или во иднину, да. Али да биде српски спортист, кој би бил? Možda sam, sada da mogu da biram. Да, да. Има добар избор, има баш добар избор. Ima dobar izbor, da, dobar izbor. Fudbalere sam već igrao, košarkaše sam igrao. Дајте некој име.
Сега, вие замислете, имате Новак Џоковиќ, имате... Pa, Novak Nikola Đoković i ja Jokić. smo iste generacije, malte Dobro. ne. Tako da, kasno mi je da igram Novaka Đokovića. Dobro. Mislim, nisam siguran. Ali, svakako, i volio bi da igram Nikolu Jokića zato što ne ličim na njega. Не сте толку висок. Niti sam visok. Znači, oko mene bi morali da biraju izuzetno niske ljude za ostale glumce da bi se stekao utisak da je to da sam ja visok. I mislim da bi to bilo jako smešno gledati da ja igram Nikolu Jokića. Имате што исто така според мене многу важно до ден денес ривалство и големо дерби. Например, ние овде за жал немаме толку големо дерби да гледаме. Кога одиш на дерби, на која страна си? И јавно да кажеме сега. A za koga navijam? Pa ja nisam veliki navijač, nisam neko koji je redovan na utakmicama i to, ali sam neko ko navija za Zvezdu, jel, kada je derbi u pitanju. Се расправата некогаш со господинот Бјелогрлич на оваа тема? Pa ne. Дека он е у први редови, знаете, ама од другата страна. Zato što ja ne pratim toliko sport da bih ulazio u rasprave. Ja ne poznajem toliko sport jer imam mnogo posla, radim i kada imam slobodno vremena trudim se da ili nešto iz posla, da gledam film ili da čitam pre nego da gledam sport. Добро, ви благодарам за сите искрени одговори. За крај, имате ли сега идеја кој би бил вашиот следен голем предизвик, затоа што досега искрено за таа возраст на која што вие сте, одигравте сериозно добри и успешни улоги. И сега човек ќе се запраша што треба да биде тоа следно, пред се за вас лично да ви е интересно и предизвикувачко, а потоа и публиката да го сака, нели? Pa šta bi bio izazov za mene, jel sada? Meni je do sada Bog u životu dao mnogo više nego što sam se ja nadao i sada očekivati nešto ili nečemu stremiti bi bilo čudno. Evo, za mene bi sada možda izazov bio da režiram film. Mislim da je čovjekov put kada treba da bira između levo, desno, gore, dole, istog, zapada, najbolje da ide u dubinu. Добро. Во главно спортот промовира нешто што се вика fair play или fair игра. Мислите, верувате дека во животот е честно да се надеваме на fair play или дека тоа е некаква утопија која што баш и не оди така? Nije utopija. Evo, gluma isto, ona isto traži da bude fair play, kolektivna igra. U glumi smo svi deo jednog tima. Така е. U glumi svaki glumac ne može da se takmiči sa drugim glumcem, nego može samo se takmiči sa sobom. Gluma vas upućuje na to da raditi na sebi, raditi timski, znači pobediti. Да. I tako da na taj način ja u to verujem i meni se to u životu pokazalo kao pravilan put, kao ispravan put. I mislim da je u životu to moguće, iako postoji mnogo iskušenja i mnogo pokazatelja da opsena i obmana da se zlo isplati, ali ne isplati se. Ви благодарам многу, уште еднаш ви честитам на успесите и се надевам дека со нови успеси повторно ќе се видиме во иднина. Hvala vam. Колку што им е тешко и напорно на фудбалерите да тренираат и да постигнат успеси и победи, веројатно толку им е тешко и на актерите на вистина да изгледаат како вистински фудбалери. За тоа им е потребна помош, надзор и вистински ментор, благодарение на кој полесно ќе совладаат оваа работа. Македонија имаше филм кој што е насловен Трето полувреме и кој што беше македонски кандидат за Оскар од неанглиско подрачје и филм кој што веројатно беше еден од поголемите вакви проекти во нашата понова кинематографска историја. За таа цел голем дел од познатите македонски актери ја имаа задачата да бидат вистински добри фудбалери. Се разбира, ќе ми биде задоволство денеска во студиото да поразговараме со еден од луѓето кој што имаше улогата да биде нивен ментор. Како изгледа да се биде ментор на актер кој стои пред предизвикот, автентично да игра улога на фудбалер? Колкав временски период е потребен за да се постигне таа цел? Како се подготвуваа реномираните македонски актери за улогите во филмот Трето полувреме? Во Fair Play со Јана дознаваме од фудбалерот и тренерот Илија Стефановски.
Филмот Трето полувреме се базира и неговото сценарио се развива врз една посебна спортска приказна, која што верувам дека значи, а и буди емоции кај сите македонци. Ова ќе биде прилика да се подсетиме на истата, меѓутоа и подобро да разбереме како тоа еден актер успева да личи и да изгледа како фудбалер, дали е тоа еден долг и тежок процес, но малку попрецизно мојот денешен гостин ќе ни објасни како е да се биде од другата страна, да се соработува со актерите за се со цел тие што подобро да си ја завршат нивната работа. Дел од тимот луѓе кои работеа со нашите актери е мој денешен гостин. Му го сакувам добре ден на Илија Стефановски, кој што во моментов е ментор во нашата фудбалска академија која произведува нови фудбалски сили, а воедно е дел од тренерскиот тим на клубот New Stars. Добре дојдовте. Добро ја најдов. Благодарам за поканата и после толку време повторно актуелно филмот и оно што се случувало околу филмот еден навистина голем проект. Поминало доста време, рековме. 2012 година тогаш била промоцијата. Дали ви се се уште свежи сеќавањата од ова искуство што верувам не е вообичаено за вас? Навистина тоа ќе остане до крајот во мојот живот. Такво искуство, такви поминати 2 месеци во однос на тренизите, да поминете со специфични, фантастични луѓе со прекрасна енергија. Тоа само по себе говори дека сум имал среќа, ете така, благодарение на Бога, да бидам дел од тој тим. Пред било што да започнам да говорам и да околу спортот, односно околу филмот, морам да го споменам Чичко Ванчо Трпевски, кој што заедно влеговме во тој проект, нашиот покоен Чичко Ванчо Трпевски, со кого изработивме една програма за да можеме да ги воведеме овие луѓе, овие прекрасни актери и глумци во филмот, кој што бараше навистина голем ангажман, голема енергија, голема сила за сето тоа да го сработат онака како што изгледа на екранот. И актуелниот тренер Илчо Георгиевски, кој што навистина се најде во тие ситуации и навистина ни помогна да го сработиме како што треба. Значи, вие тројца бевте во тој тим задолжен за актерите и нивните фудбалерски способности. Сега, ајде да одиме поред. Како воопшто добивте таа шанса и да не заборавиме за нашите гледачи да подсетиме зошто господинот Ванчо конкретно тој требал да биде таму на тоа место и во тоа време има директна врска, значајна. Па да, Чичко Ванчо Трпевски мораме да го споменеме, нема кој љубител на спортот, конкретно фудбалот, не го познава од тоа време, еден од најзначајните тренери на фудбалскиот клуб Вардар. И ете така се поклопија некои работи да ме повикаат и мене, да им помогнам со помлад дух и енергија, затоа што навистина бараше напор, искрено. Да се издржи тоа треба, ете така. Во тоа време беше во подминати години, меѓутоа љубовта према фудбалот, замислата негова беше огромна. Така да многу убава енергија врзавме и ете, остана нешто што ќе биде забележано за понатака. Точно така. Апсолутно. Дали во било кој момент вие размислувавте дали треба да ја прифатите таа улога, затоа што колку и да звучи едноставно, ако вас ви кажат дека вие имате група од десетина, ајде да кажеме грубо, актери што треба да ги натерате и да им помогнете да изгледаат, да имаат став на вистински фудбалери, веројатно прво ќе си речете, можам ли јас, ќе знам ли јас како тоа да го направам? Знаете како? Навикнати сме да работиме со луѓе од спортот и веднаш препознаваме некои квалитети, аномалии и така натака. Меѓутоа пред вас доаѓаат момци кои што да го споменам Тони Михайловски, кој што беше еден од постарите актери во подминати години за таков физички напор. Имате момци кои што дел од нив играле во мало, меѓутоа знаете како кога ќе стапнете на самиот стадион, на самиот терен, веднаш велите, па како ја додава топката од едната страна на другата страна? Сушто како да го истрчам ја од другиот дел на теренот? И сето тоа беа некои забелешки кои што се обидов да ги фатам во тие моменти, во тие први моменти на запознавање. Меѓутоа, со текот на времето, како започнувавме со работа, всушност видов дека се работи за големи професионалци кои што се спремни. Значи, фудбалот, ако направиме една компарација, спортот, фудбалот и актерството,
ми доаѓа да кажам дека и во двата случаи се движат во некои екстреми, каде што вие како актер сте подложни на секакви ситуации кои што треба да ги стрпите и издржите за сето тоа да го видиме ние. Да. Истото се случи во спортот, фудбалот. Лесно кога ќе видите 90 минути, меѓутоа тоа екстрем кој што го знае само фудбалерот го познава на терен и многу пати да кажеме, претпоставувам, многу пати им доаѓаат во ситуација да едноставно не можат воздух да земат, меѓутоа ние го гледаме како продукт прекрасно и ние уживаме во она што е финално шоу, така? Так. Меѓутоа позадината честопати не ја знаеме. Добро, за секој актер е предизвик и тој има работа на некој начин да се трансформираат. Кога во прво време ги видовте и се запознавте, можеме ли да кажеме кој бил во најдобра кондиција, кој во најлоша, и има ли такви кои што природно носат некаков талент и афинитет за спорт и такви кои се скарани со спортот? Ќе ми биде мило да ги споменам, наистина помина Знам време. дека нема да се налутат затоа што пак ќе речам делиме од работата да се трансформира. Огромна пасија има Димитрија Доксевски, актерот, голема пасија према фудбалот, беше навистина и пројави голема желба за тренинг. Сашко Коцев како човек кој што доби главната улога, кој што бараше и индивидуални тренинзи, јас морам тоа да направам. Нема како, јас морам да изгледам добро, јас морам да направам се што ќе ми кажат. Значи тренираш и сам? Да, дополнително. Дополнително, значи сам за да совлада некои движења, затоа што едно е да трчате и едно е да било кој спорт да го работите, меѓутоа дека имате специфични движења, каде што знаете, бара прецизност, а сето тоа на сетот враќање назад и така натака одзема многу време и навистина вложија голем напор за да изгледа тоа како што изгледа. Аксел Мехмет интересен така физички, кој што може да го издржи темпото на кој што трениравме по градба, по структура. Да го споменав и пак ќе го споменам Тони Михайловски, кој што не рече ајде вие млади сте трчете. Јас малце ќе забушавам или така натака, меѓутоа ја прифати професионално улогата, значи влезе во филмот пред филмот, да кажеме така. Имавме интересно е, морам да го споменам, Игор Стојчевски, кој што морам да го поздравам во прилика. Човек кој што имаше најголема борба да биде фудбалер. Најтешко му одеше. Размислуваше дали ова за мене. Ете така. Вели како јас понатака, значи дали сум за овде. Меѓутоа пак ќе кажам, нивната професионалност ми изненади, искрено. И ден денеска се гордеам што бев дел од таа екипа и ден денес се гордеам што го видов спортот, фудбалот од другата страна или актерството, нивно од друга страна, затоа што пак тврдам дека имаме навистина професионални момци актери и треба држава се гордее со нив, само им требаат проекти, услови и така натака. Зашто повеќе да работат? Удри под себаници. Ајде, жиле, бре! Вајда нема да ни избичат поише од 3 комади. Дали можевте вие да предвидите, во смисла да им кажете на продуцентите и на режисерите, слушајте луѓе, нам не се потребни толку и толку денови или месеци за овие луѓе да ги подготвиме, или не се знаеше тоа колку ќе трае, едноставно зависи од, нели, ситуацијата конкретно на тренинзи. Како, колку време ви одзема ова? Значи почнавме од нула, верувајте од нула. Дел од момците заради својот физички изглед, претпоставувам си работеле, меѓутоа едно е, пак ќе кажам, она што тие го работат, индивидуално за свој изглед и така натака. Да, може би фитнес или некакво трчање, велосипед, меѓутоа друго е техника. Друго е она што се бара и што ќе се бара во филмот. Па искрено минимум 2 месеци беше подготовката за филмот. Морам да напоменам, многу беше интересно на почеток додека имавме енергија сите тие 3, 4, 5 дена беше супер, меѓутоа потоа влегувате во еден физички напор, континуиран напор кој што бара издржливост, бара жртва. И така да се појави една ситуација на тренинг, дојдоа и пред тренинг се собираме и почнуваат болки во мускули, болки овде, болки таму, болки ваму и едно време дојде една новинарка од еден дневен вестник, момци може ли да сликам? Да, сега кога не сликате и сите ги соблека
маиците, и можам да забележам дека сите беа со некои тепови ленти кои што ги врзуваат. Прва помош. Ете така, прва помош за да го издржат напред. И всушност тогаш сватив дека ние навистина сме влегле Сериозно е темпово, да. во темпото. Слави Олимпија 2:1, Конкордија Граѓански 2:2. Евене, српски мач Македонија 6:0. Ајде, Бујру, по троица на еден тањир. Месо има? Месо плаќам само кога тепате скептик. Затова не ни памтам кога задњи пат сум го јадол. И после? И после. Шетавме по корза, гледасевме боза, тоа. Боза? А шо? Немам пари за официрски. Нека дам до Великден ме обеќав на Тацкирев. Иш не се секире. Овој сите ке не папса до Великден. Актерите, па дури и спортистите, особено оние големи фудбалски и спортски звезди, знаат да важат за луѓе кои по некој пат тешко го контролираат своето его, па се така само бендисани, па да речеме тешко е со нив да се соработува, тимски да функционираат. Дали вие доживеавте некаков таков момент и таков тип на поставеност или немаше проблем во поглед на таа комуникација, карактери, процес на работа? Знаете како, со искуството и со се останато мора да влезете во проектот сериозно, меѓутоа и да разберете дека сепак работите со луѓе кои што на професијата им е нешто сосема друго. Мора да снисходите на некои нивни, да кажам, барања и што е нормално, така да имав представа колку, како треба да се сработи и колку е доволно за да не се појави кај нив сепак еден тип на одбивност или да. Така. Сето тоа треба да е задоволство. Не е постојано, на крајот на краиштата сепак тоа е филм и се можеме да направиме. Друго е кога ве гледа 20-30 публика, како професионален спортист, а друго е кога ве гледаат преку филмот. Меѓутоа, интересно е што напротив не се појави некоја таква ситуација, се појави едно огромно другарство и една огромна почит, така да во еден момент ми се укаже, ете, по волја Божја на некој начин, така некоја ситуација да влезам во екипата со нив. Да, ќе раскажеме сега. Ќе ве прекинувам, извинете, но мора да раскажеме како тоа се случи. Не било пред тоа планирано, меѓутоа вие, исто како што актерите овде се спортисти, вие сте спортист, меѓутоа добивте прилика на некој начин да сте пред камерите. Што се случи? Како дојде до таа ситуација, вие да сте во тимот? Така. Набрзо пред снимањето некој период отпадна еден од момците кои што требаше да биде заедно со нив екипата. Тука беше разговарано веројатно со продукцијата благодарение на довербата, секако на укажаната шанса и момците со кои што работев во мене препозна човек, пријател. Тие дадоа поддршка, значи, за да видите вие. Па дури актер, што навистина не очекував. И така ми беше соопштено тоа да и вие бидете дел. Да и јас влезам како еден од 11-тите меѓу нив. И просто неверојатно. Просто не ми се веруваше, меѓутоа, ете, животот даде шанса. Зошто да не? Зошто да не? И тогаш вам ви беше потребна помош од нив? Или одеше лесно тоа? Морам да признаам дека навистина треба да поседувате некој минимум дар, меѓутоа помошта која што ја добив од нив е да кажам возвратена онака како што Па да, барем за да немате треман или не е за вас својствено да бидете од оваа страна на камерите и така натаму. Да? Тоа се надмина? Немаше проблем. Секако. Во прв момент, значи, ме прифатија, јас не чувствував дека сум во еден момент ме доведоа да бидам дел од нив. Знаете, во семејството си еден член. Точно. Така да, толку природно се одвиваше сето тоа. Јас затоа пак ќе кажам, фантастични момци, фантастични актери. Темпо, момци! Темпо! И после зборувавме со знаци. Какви знаци? Знаци бе, хора со знаци. Еме ја стрелец, она девица. Ти си стрелец, ти си рак. Али она рече дека поише си потише стрелец. Еле! И секој има пелени ноги, бе? Татко ми беше колач!
Не беше зајац како тапкати! Афик, како беше зборот? Мени ала карта. Това сигурно ќе импресионира. Али мора да го кажеш со француски нагласак. А другиот? Ордевар. Тоа е пијачката. Не беше шо. Тоа е мезето. Пијачката е аператив. 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 Прифати да доја на игранка со мене вторник, али успева одел. Мене едно ми е. Проси го манга. Манга? Тај бе дело за вторник? Што ќе ти е, бе? Пак ли на комар идеш? Не бе, за нешто друго ми треба. Што ќе ти одело? Изгледа се залюбив. Имаше ли некоја сцена, некој момент кој што до ден денес вам ви е умилен или можеби најемотивно го доживувате, затоа што имаше доста нели фудбалски сцени на тоа и се базира целото ова дејство? Така. Вака на сетот, на снимањето, значи се работеше доста напорно и морам да признам, се обидувавме некои акции, шеми кои што треба да ги одиграат момците за да се тоа изгледа како што треба. Нормално е при сето да се случуваат интересни работи, така да моментот кога требаше Сашко Коцев да го погодам 10 пати од корнер, значи на прва статива, кажано така на глава, па 9 пати да промаши, па 10-тиот пат да погоди. И тоа беше наистина смешно, имаше нормално статистика што на сето тоа го забележа и беше интересно. Така да тие моменти се помнат. Се труди, и за вас сака интересно, и интересни се. Јас греши нормално. Понекој пати работите со топка која што не е специфична, која што е многу подруга изработена за тој историски момент. Работите со копачки кои што се изработени специјално за филмот. Да, денес не носат таков тип на копачки фудбалерите, ни од близко. Не замислите. Само да седите во тие копачки на таа подлога е проблем. Затоа сакам да доловам на гледачите дека тие снимања кои што се, може да го забележат и теренот кој што се снимаше, е екстрем за самите нозе. Од секој аспект се специфични, само за да човек е облечен така во таа опрема. Некаде прочитав од оние интервјуа каде се зборува за процесот на работа дека во поглед на таа автентичност така се поставувала екипата со цел да автентично изгледа на оној фудбал кој некогаш на времето се играл, но и теренот така да изгледа. Каде најчесто се одвива и тренизите и снимањата? Каде беа овие, дали беа специјално направени тие стадиони и терени за да биде атмосферата? Стадионот беше специјално направен, каде пашените конаци во Бардовци, значи. Меѓутоа тренира на теренот македонски лави во Ѓорче Петров. Немаше голема разлика, пошто се работи за нерамна подлога. Да, тоа го гледаме, нели да. Така да нешто поголема специфичност околу теренот и околу тие услови немало. Меѓутоа добро се сноѓа и на едниот терен и на другиот. Интересно. Да. Добро, значи вие сте сега обучен на некој начин, имате супер искуство како со актери треба човек да постапи, зошто да не. И драго ми е што слушам баш добри впечатоци нели за тоа како е да се соработува со овие луѓе. Ќе ве потпрашам малку и за она што сега го правите. Никогаш не сакам да ги прескокнеме децата и младите сили. Тие се нашата иднина, па како ви оди соработката со нив? Станува збор за една сосема друга психологија и воспитување. Потешко е со децата или со возрастните? На вистина, децата се таа иднина, таа енергија која што можеме да ја добиеме од нив, тие насмевки, таа искреност, особено во помалите категории, не може да замени ништо. Ако зборуваме за потешкоти, дечињата се искрени и може да повторат 100 пати. И 200 пати. Ако така им каже авторитетот, тренерот, да. Додека кај возрастните нормално, како што реков ти претходно, доаѓа до ситуање, до бунт некој, до желба, така да се истакнеме, да пробаме сето тоа побрзо совладеме. Се што проблем представува за возрастниот, за детето не. Така да благодарение на тоа што работам се уште со мали категории, можам да ви кажам дека всушност фудбалот како пасија и како спорт е всушност тука. Стаболејки Петков се пробива по десната страна, но тук е повак, който му обаче тук Закари Радев. Петко Разјанев се взема топката од Радев.
Лековица се лекувала кога няма сеќа на терен. Не е до среќата, бе, Јордане, не е до среќата, не треба. Маме моја, баш тоа не треба, Петковица. Вака е планот. Име свите по лева страна. Свите, осем скептик. Коста, брат, тие се непробојни по лева страна. Само зачути, скептик, само зачути, верувам. Верувам. Атака на Македонија. Рафаелов поема топката од вратара. Минава покрај. Той подава топката на Попов. Той пак минава средата на терена и пак към Коста Симеонов. Симеонов прехвърля топката по дясната страна, където се намира Зеленин. Той минава покрай Ставоли и много бързо излезе топката напред. Нахвърля пред наказателното поле. Попов! Знаеме какви се темите кои овој филм ги обработува. Тешки се човек да ги гледа, особено македонец, но што е тука е. Вие се надпреварувате со вашите деца многу често, не само во Македонија, верувам и на турнири надвор од земјава. Дали па дури како играч, еве. Дали никогаш сте се соочиле со такви неправди или слични неправди што знаеле да ве здоболат сериозно, нели? Интересна работа. Со некој сум поразговарал и го знаат тој момент, со некој не. Па можам да ви кажам дека додека работев со дечките, веднаш после промоцијата, тогаш актуелен беше фудбалскиот клуб Вадар, кој што го поставува на сериозни нозе, за да дојдат до тие моменти кај што ги живеевме сите тие квалификации во Лига на шампиони и така натака, доби една убава основа и бевме актуелни на еден турнир поканети во Република Бугарија, значи, каде што требаше, да поминеме еден момент со момците, генерација 97, поздрав до нив, и имавме ситуација да јас просто дежаву ми се случи да го доживеам истиот момент, истиот резултат, истата таа проба да ни украдат на некој начин победа. И тоа беше симптоматично. Зашто тоа после 2 месеци промоција? Зашто тоа после 2 месеци од филмот? Така да беше многу интересно и многу емотивно го доживеав тоа и ете, неправда како неправда во фудбалот секогаш може да ја доживеете, меѓутоа актуелно беше баш тоа што го доживеав со ист резултат, со исти моменти судиски, некои препирки, неправди и така натака, и со исто трпение, желба за победа од страна на момците со кои што бев гост. Така да, историјата знае да се повтори, не е тоа. Зашто и како? Се уште не знам. Сме издржале тогаш, веројатно и сега и одиме понатаму. Моје последно прашање ова ќе биде нашата емисија, мојата емисија се вика Fair Play, така што вие сте компетентен како некогашен играч, а сегашен тренер и ментор, да ми кажете како вие го доживувате тој Fair Play, што за вас би значило да се биде до крај фер спортист и фер играч, па и фер противник, нели? Така, знаете. Се во спортот и во фудбалот конкретно се работи професионално со голема желба. Не постои спортист кој што не сака да победи противник, меѓутоа сепак никогаш во ниеден момент не смееме да заборавиме дека сепак тоа е спорт, сепак тоа е љубов и на крајот од денот или на крајот на надпреварот сепак други работи не врзуваат, не спојуваат сите како човечки битија, луѓе и така натака. Така да секогаш треба да научиме да бидеме, да подадеме рака, било да изгубиме, било да победиме, можат само убави моменти да не врзат, доживеани на крајот од краиштата, тоа е се два часа кај што сме во некоја ситуација под притисок, желба и така натака, сето тоа после надпреварот се заборава, продолжуваме понатака со други активности во животот, така да треба така да го прифатиме тоа и всушност сонцето изгрева секојдневно, така да и ние. Нов ден, нова шанса. Ете така. Да. Ете така.
Ви благодарам многу, да знаете, искрено имав многу голема желба за ова интервју. И благодарност до оние кои што ми помогна, особено господинот Роберт Насков. Ви благодарам што вие бевте фер и ја прифативте мојата покана, па се надевам ќе се видиме и во некоја друга убава прилика. Благодарам на поканата, на вистина интересна тема од другата страна на спортот. Секоја чест. Од поинаков агол, верувам дека беше интересно и за нашите верни гледачи. Со задоволство во Fairplay ги отвораме и овие теми кои на некој начин се поврзани со спортот. Доколку уживавте, не се сомневам дека и следниот викенд ќе бидете заедно со нас, а нашиот термин е недела 16 часот и 15 минути на телевизија Телма.